Заради зголемената побарувачка на извинувања, Синдикатот на новинарите и медиумските работници реши да им се најде на колегите и да покрене една акција на извинување, односно справување со новата новинарска алатка. Подготвивме еден образец кој што денеска една група веќе го подпишува и ќе го поднесеме до председателот Трајко Велјановски, а подоцна и до премиерот Никола Груевски, во кој што се извинуваме, а оставаме простори и да се допишат дополнителни причини за извинување, па кога председателот Велјановски ќе се најде навреден, може едноставно само да ги отвори тие образци и да ја задоволи својата потреба да добие сатисфакција. Согласно законските одредби, му се извинуваме на председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски за тоа што не ги манипулирал резултатите од анкетата за наводните инциденти на 24 декември и истите ги повлекуваме, и инцидентите и резултатите. Затоа што доволно не истраживме кој му ја скршил веќе шолјата на Дадар. Затоа што не го послушавме обезбедувањето на Собранието кое убаво не замоли да ја напуштиме ложата, затоа што во Собранието нема маникир за ноктите на пратениците. И се разбира, постои можност тука да се допишат и други причини за извинување. До премиерот, нашето извинување гласи: се извинуваме за секое ненарачано и нетематско прашање што би можеле да го поставиме на тематска пресконференција, затоа што доаѓаме навреме на пресконференции, затоа што Македонија падна на најниско ниво според медиумските слободи и лично ќе се вложиме Македонија да се повлече од какви било листи намерење на слободата на печатот и за сите други анкети за кои сме известувале или ненамерно би можеле да известуваме, а во кои Македонија не е во позитивен контекст и за секое сторено и идно прегрешение, волно и неволно. Драган Антоновски, што би се извинил ти на власта? Што имаш сгрешено вака? Па јас извинувам, пошто мене ме учија во новинарството да поставувам прашања и да барам одговори. Сега се извинувам ако сега има некоја нови правила, тематски пресконференции не дозволува да се поставуваат прашања. Јас многу се извинувам ако поставувам прашања, затоа што нема да е стара новинарска школа, така ме научиле да барам. Драган Антоновски, јас се надевам ќе му биде простено. Горан Ризаов, зашто би се извинил на власта? Јас би се извинил што се немам извинато до сега. Тоа е доволно и сосема принципиелно од твоја страна. Петрица Рачини, зашто би се извинил ти на државата? Па за се што до сега сум направил. Што е тоа твојот најголем греф за кој ти ќе бараш тука прошка? Па најголем греф на сите новинари е тоа што изгледа премногу долго молчат, па се извинувам за молчењето на новинарите. Ќе се потрудиме да ти биде простено. Звездан Ѓорѓевски, твојот најголем греф зашто би се извинил и би побарал прочка во оваа прилика? Поради абсурдот во кој живееме. Значи, доведена е ситуацијата во абсурд и ние мораме и ваков абсурд да тераме на тоа. Тоа е, благодарам. Кој има друг некој од колегите? Билјана, дали би се извинила нешто? Секако би се извинила за се. Да, би се извинила за се што не сум се извинила, особено поради тоа што никош не сум слушала дека постои посебен експлицитен жанр наречен извинување, кој што треба да го штанцаат новинарите на насловните страници. Дали таков предмет ќе воведете во Институтот за медиуми? Ќе размислиме сериозно. Ви благодарам, Билјана. Владо Апостолов, кој е твојот греф зашто би се извинил и да побараш прочка во оваа прилика? Во оваа прилика исклучиво ќе искористам да му се извинам на Трајко Велјановски, на председателот на Собранието. Толку сум му сгрешил што освен оваа конвертирана изјава во која што се извинуваме сите колективно, ќе дојдам и на прочка. Ќе му се извинам, ќе донесам јајца, варени јајца како што налага македонската традиција, да амкаме, со што ќе побарам прошка од него, а од него како одличен домаќин, како што се докажал во овие изминативе години, очекувам да замеси баница и да испече раманија. Роберт Поповски, зашто би се извинил ти вака на државата? Еве ова фина прилика, собрани сме тука да побараш прочка, може ред. После толку години. Ми се чини дека прво треба да се извиниме што сме новинари воопшто. Нели, така некако ми личи ова дека нема логика да си новинар, нели? Се обидуваме да најдеме начин. Второ им се извинувам на сите што нема да им се извинам во иднина што повторно ќе ги поставувам прашањата како што сум ги поставувал секогаш.
И трето, мислам дека нас треба да не се извинат многумина. Меѓутоа не на начин на кој што го прават тоа. Туку искрено и да прекинат со таква практика на шиканирање на новинарите, на малтретирање, на елиминирање од јавната сфера. Меѓутоа бидејќи тоа не го прават тие, ние ќе им се извиниме. Немаме проблем ние со тоа. Наводници, нели? Игоре, дај ми ушек, да, кажи. Боријан, а на што ти се извинуваш? Еве, јас тоа сакам да кажам, да завршам. Јас се извинувам што зборувам два јазика, имам контакти со странци и често ме прашуваат за слободата на медиумите и јас им кажав понекогаш дека слободата на медиумите во Македонија не е баш најдобра и еве се извинувам. Опрости, извини, никогаш јас не ќе бидам тоа.